Во вестите на канал ВИС имаме едно кусо интервју. Поводот е серијата предавања кои што ги организира Универзитетот Гоце Делчев од Штип на тема невербална комуникација, односно говор на тело. Овие предавања ги држи професор доктор Ана Витанова Рингачева, која што е со нас во студиото. Професорке, која е темата на говор на тело која што се обработува и зошто ја одбравте како едно од предавањата кои што се прават надвор од наставата во вашиот универзитет? Така, значи од овој семестар, од летниот семестар, Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип започна со предавања кои што се надвор од редовниот воспитно-образовен процес на нашиот факултет. Станува збор за предавања кои што се во функција на практичната настава на нашите студенти и идејата беше да направиме нешто кое што ќе биде еден вид помошен материјал, така да кажам, за нашите студенти, меѓутоа и за професорите, учителите, наставниците, значи воопшто за наставниот кадар и надвор во универзитетот, меѓутоа и надвор од нашиот универзитет. Идејата беше да почнеме со нешто што е практично и што ќе им биде во иднина применливо на студентите. И затоа дојдов на идеја јас лично да направам едно предавање за говор на тело во воспитно-образовниот процес, односно за невербалната комуникација во рамките на воспитно-образовниот процес. Што значи тоа? Тоа значи како да ги научиме или да ги најпрво посоветуваме нашите студенти кои што се спремаат за идни наставници, а кои што се во оној наставен дел, наставна насока, како да ги подготвиме кога во иднина ќе застанат пред нивните идни ученици, да знаат да го прочитаат говорот на тело на учениците, меѓутоа и како учениците од другата страна ги читаат нив како наставници. Бидејќи ние во суштина не сме ни свесни дека секоја наша мисла, секоја наша идеја раѓа гест, раѓа мимика, раѓа движење на тело. Тоа е таа невербална комуникација која што е дел од нашето битие, која што еве додека и сега и ние разговараме, јас гестикулирам, вие гестикулирате, тоа значи дека нераскинлив дел е од нашето несвесно, меѓутоа заради тоа што е дел од несвесното, при процесот на поврзување со тоа што е наш физикус, наш надворешен израз, тоа станува една целина која што е многу важна, посебно за оние кои што ќе бидат дел или се дел од наставата. Сметате ли дека е можеби подзаборавено, дека е намалено вниманието на наставниот кадар на говорот на телото кој што тие го манифестираат и говорот на телото на учениците? Так. Дали сметате можеби дека обемната настава, тоа што професорите во последниве години се обременети со многу административна работа, всушност ја намалува нивната концентрација на часовите и понекогаш знаат да манифестираат дел од своите чувства кои што би требало можеби да ги прекријат. Така е. Дефинитивно се согласувам дека е така. Тоа доаѓа со искуството. Искусните наставници знаат да го контролираат своето движење дефинитивно на телото, значи тоа со годините си доаѓа, меѓутоа помладите колеги кои што туку што почнуваат или навлегуваат во тајните на воспитно-образовната работа, сметам дека за нив и етекако се потребни едни вакви предавања. Обременетоста на наставниците со нешто што е, како што рековте, дел од администрацијата го оневозможува токму нивното надоградување токму во оваа сфера. И затоа, например, какви беа реакциите и на дел од моите колеги кои што се универзитетски професори на првото предавање на Филолошкиот факултет во Штип, реагираа во смисла: па ние тоа сме го подзаборавиле, дури не сме ни свесни дека тие наши движења кажуваат многу повеќе за тоа во однос на тоа што ние изговараме како збор. Заради тоа што ние можеби сакаме нешто да прикриеме, но не сме свесни дека прикривајќи го, нашите гестови, мимики, движења, тој паралингвистички јазик, така се вика, зборува многу повеќе за нас.
Па јас и на самото предавање на студентите им кажав, кога ќе имате од другата страна ученици, вие сте еден или една, наспроти вас имате 30 ученици. Секој е природа за себе, секој е индивидуа за себе. Секој дете, неговото тело, како е поставено, како седи, дали има потреба да се згрчи, како мислите дека сака да се скрие под масата, зборува многу повеќе за тоа дали научило за тој час, дали е подготвено за тој час, дали има самодоверба, дали нема во однос на неговиот соученик или другар кој што нели со она исправена позиција на тело, со очи кои што се ширум отворени, покажува дека има самодоверба, дека ја следи наставата и слично. И преку тие слайдови, преку презентацијата која што беше, значи визуелно ги представив тие позиции на телото, можеа да се препознаат и колегите, меѓутоа и студентите кои што веќе одат на пракса во училиштата, се подготвуваат значи за нивниот иден позив, можеа да ги препознаат дури и кај себе токму тие позиции во кои што сите ние честопати се наоѓаме, а не сме свесни за тоа. Дали значи дека посветувањето внимание на тој невербален говор може да направи посилна врска помеѓу наставникот и ученикот, но и подобро и поквалитетно образование и подобра атмосфера? Така може. Јас тврдам дека образованието на 21. век, тој воспитно-образовен процес, повеќе подразбира воспитание отколку образование. И сметам дека ние како наставници, сите кои што се во мојава фела, мораме да обрнеме внимание токму на тој момент на воспитниот дел и на образовниот. Образовниот ќе си дојде сам по себе. Меѓутоа, тој воспитен дел подразбира ние како наставен кадар да умееме да го прочитаме тоа што детето сака да го сокрие од нас. Честопати и на предавањата го кажав тоа, имате деца кои што не се подготвени баш за тој час од X причини. Вие како наставник сте должен тоа да не ви го каже детето, бидејќи нема да ви го каже заради нели страв или можеби мисла дека сликата ќе ја промени за себе, кај вас и така натаму. Не мора вие тоа не мора тоа дете да ви го каже со зборови. Говорот на неговото тело ќе ви каже дека баш за овој час тоа дете не е подготвено, а причините можат да бидат многу. Нема да го испрашате, еве сега малку нели карикирам, ама така е, нема да го испрашате, нема да дозволите уште повеќе да му ја уништите самодовербата која што можеби во тој момент е многу кревка заради негови лични фрустрации, комплекси, семејни проблеми, лични проблеми и така натаму, особено ако работите со деца кои што се или на многу мала возраст или деца кои што се во чувствителна фаза, во пубертетот и слично. Значи тоа е дел, само да се надоврзам, тоа навлегува целосно во психологијата на личноста и затоа невербалната комуникација, значи како дел од комуникологијата, наука која што ја проучува комуникацијата вербална и невербална, подразбира многу под теми или области, беседништво или реторика, психологија, социологија, значи многу работи се лингвистика, не лингвистиката како наука за јазикот. Тоа е една цела комплексна наука која што навлегува во суштината на личноста. Ќе има ли и други предавања или веќе може би има на други теми кои што ги подготвува Универзитетот Гоце Делчев? Така, значи паралелно со моето предавање кое што се одржа и во Штип и во Струмица во наставниот центар за студентите кои што тука студираат, колешката магистер Марија Иванова одржа многу убаво предавање кое што беше навистина за учениците, за студентите се извинувам, интересно, за јазичната редакција на текстовите. Тоа е една болна тема која што мислам се соочуваме секојдневно, станува збор за лектурата, односно за правилното пишување на текстовите и таа им даде навистина преубави примери како да ги детектираат погрешно напишаните текстови, па дури и на телевизија, па дури не само за правопис и правоговор зборуваме тука, за ортографија и ортоепија. Беше предавањето доста интересно, практично и мислам дека за студентите, особено јазичните групи, особено оние што студираат македонски јазик и книжевност, ќе им биде во полза.
Истите предавања планираме и јас искрено посакувам да ги организираме и во нашите средни училишта, тука во Струмица, пред се за нашите ученици кои што можеби нема да го изберат наставничкиот позив во иднина. Меѓутоа, добро е да знаат, например, за себе кои движења на телото што кажуваат, да можат да ги читаат своите пријатели, другари во иднина, децата и слично во семејството. Значи едно предавање кое што би било не мора да биде врзано токму со наставниот процес, општо за нивната лична надоградба и се надевам дека ќе се договориме и истите предавања ќе ги реализираме. Ви благодарам многу за учеството во вестите на Канал Виз. Се надевам дека можеби ќе бидеме и гости за да може да го регистрираме тој настан и тоа предавање и да го покажеме и на пошироката публика. Благодарам, поканети сте. Благодарам.